вредноста на една недвижност во овој период од 1984 до 2021. Сме имале десетици години во кои што сте требало да чекате за недвижноста да порасне 100%. Првата декада од 84 до тоа е 6 години, од 84 до 1990 пораснала 100%. Па стагнација, па уште една цела декада пораснала 100%, така. Значи вие практично 10% годишно добивате од недвижност, така. Да, ама овие пари се крајно уземјени, значи вие купувате недвижност и тоа е, и имате недвижност, така. И кажеме околу карактеристиките на недвижност. Дали е паметно да си има многу недвижност и дали реално може да ги одржува, така. Што значи дека, ако треба да чекате од 2012 до 2021 за да добиете 150%, мислам дека не е инвестицијата доколку имате $300, така, да е реално. Од друга страна, купи недвижност за $300. Може да купате мало. Сега, кога става збор за крипто, биткоин во последните 10 години, ако сте ставиле $100 во биткоин и сте ставиле $100 во било која од најголемите компании, не за разлика дали е Amazon, Apple, Visa, Microsoft и така натаму. Сте ставиле $100 во Visa ќе сте имале 1700. Ако сте ставиле во Apple ќе сте имале 2400. Amazon 3300. Мада не сте можеле да ставите, ама ајде, ќе ви попуштам ако сте можели. Ако сте ставиле во биткоин ќе сте имале $9.200.000. Неспоредливо. Во ред, да, зборуваме за првата декада кога маркет капот бил екстремно низок, така. И сега сите ви кажат, ама добро, тоа е само биткоин. Во ред, во ред. Дали е само биткоин? Во Етериум, од неговото постоење па до сега, ако сте ставиле било што, ќе сте направиле 3 милиони проценти. Исто ли е ко Nvidia? Колку рекол нека Nvidia, чека се вратиме назад? Значи Nvidia 2600%, Ethereum 3 милиони проценти. Битна разлика, ако сте ставиле во Chainlink 20.000%. Ако сте ставиле во Binance 760.000 во Ethereum и 3 милиони во Binance. Повторно, тоа е колку? Едно 100 пати повеќе од Nvidia. Ако сте ставиле во Solana 116.000, така. И ова се само 4 рандом коини кои што ги искористи за да ви покажам во нивното кратко постоење. Од само 2 циклуса, некои дури ни 2, како Solana и Chainlink, кои во циклуси половина. Ние се уште немаме крај на следниот циклус, како за Chainlink, така за Solana, така. Значи во циклуси половина, без да го земеме највисокиот дел, така. Значи ние земаме моменталната вредност од неговото постоење па до сега. Што сакам да ви кажам? Во крипто може да најдете многу повеќе вакви проекти кои што може да ви донесат масивна заработка, која што во компании би била една во 1000 компании и тоа само ако сте биле среќни да инвестирате во неа, така? Значи ова се само 4 коини. Погледнете разликата во профитабилност. Значи нешто нестварно, така? И затоа тоа велам дека на крајот од денот, со исклучок на меме коини, секој проект во крипто, кој што има соодветна фундаментална анализа, кој што има јак тим позади него, кој што решава проблем од секојдневната реалност кој што е битен, така. Без разлика каков е проблем. За тоа ќе поразговараме во следниот дел, кратка презентација ви реков, така. Значи идејата на крајот е што? Дека секој од овие проекти кои што навистина има соодветна фундаментална предност и решава нешто со својата технологија, има потенцијално добра иднина. Тоа е делот кој што постојано го зборувам. Ова е технологија која што има иднина. И еве, да не биде дека јас, овој небричениот, небањаниот од Велес ви кажува, па ти кажам ја. Larry Fink, Fidelity, Invesco, Franklin Templeton, најголемите корпорации во светот кои што поседуваат буџети поголеми од најголемите економии во светот. Инвестираат во. Зошто би инвестирале ако нема потенцијал, така? И ако ги ставиме сите добра индекси, вклучувајќи значи растењето на GDP на Америка, злато, Nasdaq 100, Large Caps, тоа се најголемите компании по нели маркет кап во Америка и така натаму. Што можеме да видиме у последниве практично 13 години, од 2011 година до 2024 година. Кога гледате процентот на раст на биткоин, споредливе со нешто овдека? Што е најдобро? Растот на Америка 720%, браво. $36 трилиони долари секоја честа.
Во исто време вика Nasdaq 100, 966%, значи најдобрите 100 компании во Америка направиле отприлика 966% профит ако сте инвестирале, да речем, во оваа ситуација во последниве 13 години со 18,4% на годишно ниво, нели што се акумулира практично постојано. За разлика од тоа, биткоин вика годишно 147%. Дури со bear маркети во кој што биткоин се коригирал 80 и 75% во последниве 2 циклуса, биткоин повторно направил нешто нестварно во однос на заработка и неговата заработка е барем 10 пати поголема од било што овдека што го гледаме. Значи, не спорно, така, значи, џабе јас ќе ви објаснувам кога самата статистика си го кажува своето. И како крај на целата оваа ситуација, посебно во однос на инфлацијата, која што е многу битна, вика, ова може и да покрие, мислам, сите ни јасно. Секој може тоалетна хартија да испринта колку сака, така. Секој може да изгради нова недвижност, може да направите колку сакате дополнителни акции, така. Вика, абе, конечно е, вика, количината на злато, ама слушаме, вика, дека сега моментално во Нигерија откриле нова количина на злато од околу 5000 тони. И Америка, вика, се најави ома да им донесе демократија. Нема толна демократија. Значи, пак на крајот од денот, дали е овдека златото, дали ќе биде на Марс, дали ќе биде на месечината, дали ќе биде некој метеор што доаѓа. Ново злато ќе има. Повторно имаме огромна количина на земја која што не е истражена. Ново злато ќе има. Што нема да има ново? И никогаш нема да има ново. Не за џабе моментално дојдена ситуација во која што државите активно разговараат за биткоин резерва. Значи нешто што е иднира, така. Значи најбитната работа која што денеска треба да работиме е што е следно. Зошто е толку битно? Значи не само за нас овдека. Ние сме мали рибчиња во овој океан, се разбираме? Само кога знаеш да пливаш со големите риби, најчесто доаѓаат најдобрите работи. Се што треба да направиме моментално е да видиме што прават големите играчи. Меѓу кои се најголемите? Државите, така. Иако не се најголемите, но се меѓу најголемите, така. Значи државите официјално почнаа да користат блокчейн на дневно ниво. Земете и Сингапур, Обединетите арапски емирати, па дури би рекол и да речам Англија и така натаму, се извинувам, Мала Британија. Значи сите овие земји почнуваат да го користат на дневно ниво блокчейн технологијата за најразлични проблеми, така. Smart City, Internet of Things. Обединетите арапски емирати почнаа да користи на дневно ниво. За се и сешто. Значи, земете во HNT, Helium, така. Helium е у Велес, има барем едно 30 згради кои што имаат Helium майнер, така. Што прави Helium майнер? Вие минете со кола, доаѓате во Скопје, кај криптогеничија на предавање и Helium майнерот ви помага во однос на вашиот GPS без интернет да продолжите да следите на мапата каде се наоѓате, така. Internet of Things, директно користено од страна на град Велес за вас, така. Град Велес, кај сме во Дубај. Следење на вакцинација, следење на било што, администрирање лекови, документи и така натаму. Доаѓаме во ситуација во која што сите ваши, да речем, медицински документи и целиот ваш картон нема да види како досега во некое прашливо катче, некоја папка, и ја вадат од која сте родени, она се распаѓа, и вика чекај да видиме, да видам што се случувало последно, така. Значи секој виде ончейн, си имаш буквално нешто што не може да биде променето, со нели своја адреса, која што било кое време ќе ти покаже практично се што треба да знаеш за пациентот. Понатаму, реализирање на демократското право на избор. Веќе видовме дека Кардано беше во 2 или 3 земји, се зборам членки на Америка, нели во нивната 50 земји коалиција, беше избран да направи гласачки систем. Без компрометиран, значи не може да го компрометирате, не може да го измамите, секој си има своја лична карта која што се одескува на своја адреса и според тоа си гласате, што во криптото е многу едноставно, секој проект има свој DAO, Decentralized Autonomous Organization, во кој што вие со количината на токени си гласате за самиот проект. Државите почнаа да користат за гласање на избори. На претседателските избори на орангутанот Трамп беше користен Кардано со цел да нема измами. Не можеш да измамиш блокчейн. Блокчейнот е нешто што не зависи од тебе. Не е контролиран од некоја тетка на шалтер. Се разбираме? Тоа е разликата. Валидација на едукациони и професионални квалификации. Етиопија беше една од првите земји во светот, повторно која што на Кардано ги запишува до ден денеска сите квалификации на сите студенти од прво оделение па натаму. Се не знам дека прво оделение кај.
Идејата која е? Се што сте завршиле, секаков тип на едукација, се влегува on-chain. Нема веќе тато го знае професорот по физика, па хемија поправа. Нема. Нема веќе отидов на Битпазар си купам диплома. Не постои такво нешто. Значи на Битпазар диплома не може да биде запишана на кардан, се разбираме? Што значи, не може сега Назрим и Јусуф да дојдат да го земат местото затоа што купиле диплома од Битпазар, се разбираме? Значи блокчейн ви нуди заштита на едукациониот систем и ви дозволува да можете да бидете мирни, така? Значи знаете дека за вас едукацијата ќе биде загарантирана. Тоа што било запишано на кадарот, така ќе остане без разлика каде сте и без разлика во која држава. Катастар на недвижности, веќе спомнав. Полигон моментално развива катастар на недвижности на Индија. Значи Индија не е во сега некој селце, се разбира, Индија, така, една од најголемите земји во светот. Запишуваат се волно за катастар на блокчейн. Зошто? Зошто не продолжат да го запишуваат на тапи ко турско, така? Значи очигледно се движат напред со сама технологија. Систем на плаќање на вработени. Веќе гледаме напредок, пак ќе кажувам, најголемата демократија, така? Значи колку земји моментално сојузни земји дозволуваат било кој од работените да добива плата во биткоин, во етериум, што и да е, така? Обединетите арапски емирати донесоа закон со кој што платежно средство за плати официјално може да биде било која криптовалута. Значи на ниво на држава. Ова не е некоја компанија негде. Обединетите арапски емирати, на ниво на држава. Секој може да ги плати своите вработени со крипто. Централно банкарство, моето омилено. Тоалетна хартија во дигитална форма. Сега веќе не може да се избришеш со неја. Замисли.